Книга Езра, глава 1. Во првата година на персискиот цар Кир, за да се исполни Господовиот збор, објавен преку Еремијевата уста, Господ го вдахнови персискиот цар Кир, да тој објави, усно и писмено, низ целото свое царство. Вака вели персискиот цар Кир: сите земни царства ми ги даде Господ небесниот Бог. Тој ми нареди да му изградам дом во Јерусалим, во Јудеја. Кој е меѓу вас од сиот негов народ, неговиот Бог нека биде со него. Нека оди во Јерусалим, во Јудеја, и нека му гради дом на Господа, на Израелевиот Бог, на Бога кој е во Јерусалим. И каде уште да се задржал остаток од тој народ, жителите во местото каде што престојува, нека го помогнат со сребро и злато, со имот и добиток и со доброволни приноси за Божјиот дом во Јерусалим. Тогаш главатарите на татковските домови на Јуда и Венијамин, свештениците и левитите, и сите на кои Бог им го подигна духот, станаа и тргнаа да го градат Господовиот дом во Јерусалим. И сите соседи им помагаа, со сребро, злато, со дарови, со добиток, со многу скапоценности, покрај се што приложуваа доброволно. Царот им ги изнесе посадките на Господовиот дом, кој Навуходоносор ги беше однесол од Јерусалим и ги ставил во домот на својот Бог. Персискиот цар му ги врачи на ризничарот Митридат, кој му ги изброја на јудејскиот кнез Сасавасар. Еве го неговиот попис: златни чинии 30, сребрени чинии 1029, златни чаши 30, сребрени чаши 410, други посадки 1000. Вкупно златни и сребрени посадки 5400. Сасавасар го однесе се тоа, кога заточениците се враќаа од Вавилон во Јерусалим. Глава 2. Ова се луѓето од онаа покрајина кои се вратија од заточението во Вавилон, каде што ги беше преселил вавилонскиот цар Навуходоносор. Се вратија и во Јерусалим и во Јудеја, секој во својот град. Тие стигнаа и Сонив, Зоровавел, Исус, Неемиј, Серај, Релај, Нахаман, Мордохај, Вилсан, Миспар, Вигвај, Реум и Вана. Еве го пописот на луѓето од Израелевиот народ. Фаросови синови 2172, Сефатиини синови 372, Арахови синови 775, Фатмоавови синови, тоест Исусови синови и Јоавови синови 2812, Еламови синови 1254, Затуови синови 945, Захаеви синови 760, Ваниеви синови 642, Виваеви синови 623, Азгадови синови 1222, Адоникамови синови 666, Вигваеви синови 2056, Адинови синови 454, Атирови синови од Езеки 98, Висаеви синови 323, Јорини синови 112, Асумови синови 223, Гиварови синови 95, луѓе од Витлеем 123, луѓе од Нетов 56, луѓе од Ананот 128, луѓе од Бет Азмавет 42, луѓе од Киријат Јарим, Хефир и Вирот 743, луѓе од Рама и Гаваја 621, луѓе од Михмас 122, луѓе од Ветил и Гај 223, Невонски синови 52, Магвисови синови 156, синови на еден друг Елам 1254, Харимови синови 320, Лодови, Адидови и Ононови синови 725, Ерихонски синови 345, Сенаини синови 3630, свештеници, Једаини синови, тоест од домот на Исуса 973, и Мирови синови
1052, Пасхорови синови 1247, Харимови синови 1017, Левити, Исусови и Кадмилови синови од Одуинците 74, Певци, Асафови синови 128, Вратари, Салумови синови, Атирови синови, Талмонови синови, Акувови синови, Атитини синови, Исоваеви синови, се на се 139. Нетинци, храмови слуги, Сишини синови, Асуфини синови, Таваотови синови, Иросови синови, Сијајни синови, Фадонови синови, Леванови синови, Агавини синови, Акувови синови, Агавови синови, Самлаеви синови, Анонови синови, Гидилови синови, Гарови синови, Реајинови синови, Ресинови синови, Мови синови, Узини синови, Фасеини синови, Висаеви синови, Асеини синови, Меунимови синови, Нефусимови синови, Ваквувови синови, Акуфини синови, Аруриви синови, Васлутови синови, Меидини синови, Арсини синови, Варкосови синови, Сисарини синови, Таминиеви синови, Несиеви синови, Атифини синови, синови на Соломоновите слуги, Сотаеви синови, Соферетови синови, Ферудини синови, Јелини синови, Дарконови синови, Гидилови синови, Сефатиини синови, Атилови синови, Фохерсеваимови синови, Амиеви синови, се на се нетинци и Соломонови слуги, 322, оние кои тргнаа од Тел Мелах, Тел Арис, Херув, Адан, Имер, а не можеа да докажат дали нивниот дом и нивното семе е од израелско потекло. Делајни синови, Товини синови, Некодинови синови, нив 652, а од свештеничките синови, Авајни синови, Акосови синови, синовите на Верзелај, на оној кој зеде за жена една ќерка на Галадецот Верзелај, па се нарече со тоа име. Тие ги бараа своите родословни пописи, но не ги најдоа, беа одлачени од свештенството. И намесникот им забрани да јадат од светините, се додека не се појави свештеник за Урим и Тумим. Сиот собор броеше 42.360 души, не сметајќи ги нивните слуги и слугинки, кои беа 7.307. Беа и 200 певци и певици. Нивни коњи имаше 736, нивни мазги 245, камили имаше 435, а нивни ослиња вкупно 6720. Даден број од главатарите на татковските домови, кога стигнаа во Господовиот дом, што е во Иерусалим, доброволно приложија дарови за Божиот дом, за да биде изграден на своето место. Дадоа според своите можности во ризницата 60.000 златници, 5.000 мини сребро и 100 свештенички облеки. Свештениците, левитите и дел од народот се населија во Иерусалим, а вратарите, певците, нетинците и сите други израелци во своите градови. Глава 3. Кога дојде 7-миот месец, израелевите синови веќе беа во своите градови. Сиот народ се собра како еден човек во Иерусалим. Тогаш Исус, синот Јоседеков, со своите браќа свештеници, и Зоровавел, синот Салатилов, со своите браќа, почнаа да му градат жртвеник на Израелевиот Бог, за да принесуваат паленици, како што е напишано во законот на Мојсеј, Божиот човек. И подигнаа жртвеник на старото место, иако беа во страв од народот во земјата, и му принесуваа паленици на Господа, утрински и вечерни паленици. И го славеа празникот Сеници, како што е пишано, принесуваа секојдневно паленици на број одреден за секој ден. Освен тоа, принесуваа секојдневни паленици, потоа жртви одредени за млади месечини и за сите Господови празници, и за сите оние кои сакаат доброволно да му жртвуваат на Господа. Од првиот ден на 7-миот месец почнаа да му принесуваат на Господа жртви паленици, иако уште не беа поставени основите на Господовото светилиште. И им дадоа сребро на каменорезците и на дрводелците, на сидонците и тирците им испратија храна, пиење и масло,
за да превезат кедрови дрва од Ливан до Јафа, според одобрението на персискиот цар Кир. А во втората година по нивното доаѓање при Божиот дом во Иерусалим, во вториот месец, откако Зоровавел, синот Салатилов, и Исус, синот Јоседеков, со другите своји браќа свештеници, со левитите и со сиот народ, што се врати од робство во Иерусалим, почнаа да градат. Ги поставија левитите од 20 години нагоре да управуваат со работите околу Господовиот дом. Исус, неговите синови и неговите браќа Кадмиел, Бинуј и Ходавија беа поставени како еден да управуваат со работниците во градењето на Божиот дом. Кога зидарите ги поставија основите на Господовото светилиште, се поставија свештениците во свечени облеки, со труби, а исто и левитите, синовите Асафови, со кимвали, да го слават Господа според одредбите на Давида, Израелевиот цар. И му пееја на Господа фала и слава, зашто е благ, зашто е довека неговата милост кон Израел. И сиот народ воскликнуваше славејќи го Господа, зашто Господовиот дом беше поставен врз своите основи. Навистина, мнозина свештеници, мнозина левити и главатари на татковските домови и старешини, кои со своји очи ги видоа основите на поранешниот храм, плачеа гласно, а мнозина пак воскликнуваа многу гласно од радост. И така, никој не можеше да го разликува радосното воскликнување од плачот на народот, зашто народот воскликнуваше гласно и викањето се слушаше многу далеку. Глава 4. А кога јудините и венијамовите непријатели чуја дека повратниците од пленство му градат светилиште на Господа, Израелевиот Бог, ги побараа Зоровавела, Исуса и семејните главатари и им рекоа: ние сакаме да градиме со вас, зашто како и вие го бараме вашиот Бог и нему му принесуваме жртви од времето на Есар Адон, асириски цар, кој не доведе тука. Зоровавел, Исус и главатарите на израелските семејства им одговорија: не е за вас да му градите со нас дом на нашиот Бог. Ние сами ќе му градиме на Господа, Израелевиот Бог, како што ни нареди Кир, персискиот цар. Тогаш народот на онаа земја ги плашише луѓето на Јудеја и им пречеше во градењето. Ги подкупија советниците да им пречат во замислата. Така беше во времето на персискиот цар Кир, се до царувањето на персискиот цар Дарий. А кога се зацари Ахашверош во почетокот на неговото царување, напиша обвинение против жителите на Јудеја и Иерусалим. И во времето на Артаксеркс му пишуваа Вислам, Митредат, Тавеил и другите нивни другари на персискиот цар Артаксеркс против Иерусалим. Поднесокот беше напишан на арамејско писмо и на арамејски јазик. Потоа управителот Реум и тајникот Симсај му напишаа на царот Артаксеркс вакво писмо против Иерусалим. Управителот Реум, писарот Симсај и другите нивни другари, персиски судии, пратеници, чиновници, архевци, вавилонци, сузанци, тоест еламци и другите народи, кои великиот и славен Асурбанипал ги беше одвел во заточение и ги населил во градовите на Самарија и во другите краишта отаде реката. Еве го преписот на писмото што му го испратија. Цару Артаксерксу, твоите слуги од онаа страна на реката. И така, сега царот нека знае дека јудејците стигнаа кај нас од тебе. Откако дојдоа во Иерусалим, имаат желба повторно да го изградат одметничкиот и опак град. Подигаат зидови, а основите веќе ги поставија. Царот нека знае, ако биде изграден овој град и зидовите подигнати, не ќе се плаќа веќе данок, ни порез, ни царина, и овој град ќе биде на штета на царската благајна. Бидејќи јадеме дворска сол, не ни прилега да го гледаме овој срам нанесен на царот. И така, затоа го известуваме царот. Нека бидат преземени истражувања во летописите на твоите татковци. Во тие летописи ќе најдеш и ќе утврдиш дека овој град е одметнички град, несреќен за царевите и покраините, и дека во него беа кревани буни од памтивека. Затоа беше разурнат овој град. Го известуваме царот дека нема да биде твое подрачјето преку реката, ако овој град биде повторно изграден и зидовите подигнати. Царот го испрати овој одговор до управителот Реум, до тајникот Симсај
и до другите нивни другари, кои престојуваат во Самарија и на друго место, отаде реката: Мир. Еве, поднесокот што ми го испративте беше прочитан пред мене, во неговиот превод. По моја наредба беа преземени истражувања и утврдија дека тој град се кревал од памтивека против царевите и дека во него се збеднуваа востанија и буни. И силни цареви царуваа во Ерусалим, кои господареа со се од онаа страна на реката. Ним им беа плаќани данокот, порезот и царината. И така, заповедајте да биде прекратен потфатот на оние луѓе. Тој град не ќе се зида додека не одлучам јас за тоа. Пазете се од секаков пропуст во постапката, за да не порасте злото за штета на царевите. Откако преписот на одговорот на царот Артаксеркс беше прочитан пред управителот Реум, писарот Симсај и пред нивните другари, тие отидоа брзо во Ерусалим, кај јудејците та им забранија со вооружена сила работите. Така беа прекратени работите околу градењето на Божиот дом во Ерусалим. Беа прекратени се до втората година на царувањето на Дари, персискиот цар. Глава 5. Тогаш пророците Агеј и Захари, синот Адонов, почнаа да им пророкуваат на јудејците во Јудеја и Ерусалим, во името на Израелевиот Бог, кој беше над нив. Тогаш Зоровавел, синот Салатилов, и Исус, синот Јоседеков, станаа и почнаа да го зидаат Божиот дом во Ерусалим. Божите пророци беа со луѓето и ги бодреа. Во тоа време дојде кај нив Татнај, управителот отаде реката. Сетар Воснај и нивните другари пратеници и ги прашаа: Кој ви одобри да го градите овој храм и да ги подигате овие зидови? Како се викаат луѓето кои ја изградија оваа зграда? Но Божиото око бдееше над јудејските старешини, па не им забранија да работат додека веста не отиде до Дари и додека не стигна писмен одговор за тоа. Ова е препис на писмото што му го испратија на царот Дари. Татнај, управител од онаа страна на реката, Сетар Воснај и нивните другари пратеници, отаде Еуфрат. Тие му испратија извештај со оваа содржина: На царот Дари секаков мир. Царот нека знае дека дојдевме во покраината Јудеја, кај домот на великиот Бог. Го градат со крупни камења, зидовите ги обложуваат со дрво. Работата се изведува внимателно и напредува во нивните раце. Ги прашавме нивните старешини и им рековме: Кој ви одобри да го градите овој храм и да ги поддигате неговите зидови? Ги прашавме и за нивните имиња за да ти јавиме. Така и ги запишавме имињата на оние кои заповедаат со луѓето. И тие ни одговорија вака: Ние сме слуги на Бога на небото и земјата. Го градиме храмот што беше изграден пред многу години и што го беше изградил и подигнал големиот цар на Израел. Но кога нашите татковци го рассрдија Бога на небото, тој ги предаде во рацете на халдеецот Навуходоносор, вавилонскиот цар, кој го разурна храмов и го одведе народот на заточение во Вавилон. Но во првата година на вавилонскиот цар Кир, царот Кир заповеда да се изгради повторно Божиов дом. Уште и златните и сребрените посадки на Божиот дом, што Навуходоносор ги беше однесол од светилиштето во Ерусалим и што ги пренесе во Вавилонското светилиште, царот Кир ги зеде од светилиштето во Вавилон и ги предаде на човекот по име Сасавасар, кога го постави за управител. И му рече: Земи ги овие посадки, оди и стави ги во Ерусалимското светилиште, и Божиот дом нека биде зидан на старото место. И така тој, Сасавасар, дојде и ги постави основите на Божиот дом во Ерусалим. И од тогаш па до денес се гради, и уште не е довршен. И така, сега ако царот сака, нека се истражува во царското писмочувалиште во Вавилон, дали навистина царот Кир дал повелба да се изгради Божиот дом во Ерусалим, а царската одлука за тоа нека ни биде соопштена. Глава 6. Тогаш, по заповед на царот Дари, почнаа да бараат во Вавилон, во книжницата каде што беа чувани преписките. И најдоа во Екбатана, тврдина во Мидиската покрајина, книжен свиток со оваа повелба: за спомен. Во првата година на Кировото царување, царот Кир даде повелба за Божиот дом во Ерусалим. Домот нека биде изграден
како место каде ќе бидат принесувани жртви и каде ќе бидат донесувани приноси за палење. Нека биде висок 60 лакти и широк 60 лакти. 3 реда нека бидат од големи камиња, а еден од дрво. Трошоците ќе бидат подмирени од царскиот дворец. Освен тоа, златните и сребрените посадки од Божјиот дом, што Навуходоносор ги беше зел од светилиштето во Ерусалим и ги пренесол во Вавилон, да се вратат и нека бидат на своето место во Ерусалимското светилиште и нека бидат поставени во Божјиот дом. И така, сега татнају, управителу отаде реката, сетар воснају и вашите другари посланици од онаа страна на реката. Оддалечете се од таму. Оставете, јудејскиот управител и јудејските старешини нека го градат Божјиот дом. Божјиот дом треба да биде изграден на неговото првично место. Еве ги моите повелби за вашето држење кон јудејските старешини, за да се изгради повторно Божјиот дом. Од царското благо, тоест од данокот отаде реката, нека им се плаќа внимателно на оние луѓе, без прекратување. И што ќе им треба за жртвите паленици на Бога на небото, јунци, овни и јагниња, и пченица, сол, вино и масло, нека им се дава редовно секој ден, според упатствата на свештениците во Ерусалим. Нека принесуваат жртви за пријатен мирис на Бога на небото. Нека се молат за животот на царот и неговите синови. Освен тоа, повелам, секој што ќе прекрши оваа наредба, нека му извадат греда од куќата, па нека биде погубен на неа, а куќата да му стане затоа буниште. И Бог, кој таму го настани своето име, нека ги обори секој цар и народ кој би се осмелил да ја прекрши мојата заповед и го разурне Божиот дом во Ерусалим. Јас, Дарий, ја дадов оваа наредба, нека се извршува точно. Тогаш татнај, сатрапот отаде реката, сетар воснај и нивните другари направија онака како што нареди царот Дарий. А еврејските старешини продолжија да градат успешно по вдахновение на пророците Агеј и Захари, синот Адонов. Го завршија градењето по наредбата на Израелевиот Бог и по наредбата на Кир и Дарий и Артаксеркс, персискиот цар. Храмот беше завршен во 23-тиот ден на месецот Адар. Тоа беше во 6-та година на владењето на царот Дарий. Израелците свештениците, левитите и остатокот од повратниците од заточение го осветија радосно Божјиот дом. За осветувањето на Божјиот дом жртвуваа 100 јунци, 200 овни, 400 јагниња и како жртва за гревовите на целиот Израел, 12 јарци според бројот на израелевите племиња. Потоа ги поставија свештениците според нивните редови и левитите според нивните разреди за служба во Божјиот дом во Ерусалим, како што е пропишано во Мојсеевата книга. Повратниците од заточение ја прославија Пасхата во 14-тиот ден на првиот месец. Сите левити, како еден човек, се очистија, сите беа чисти. Ја жртвуваа Пасхата за сите повратници од робството, за своите браќа свештеници и за себе си. Пасхата ја јадеа израелците, кои се вратија од робството, и сите оние кои откако прекратија со нечистотата на народот на земјата, им се придружија да го бараат Господа, Израелевиот Бог, и го празнуваа радосно празникот пресни лебови 7 дена, зашто Господ ги исполни со радост и го сврте кон нив срцето на асирскиот цар, за да ги зајакне нивните раце во работата околу домот на Бога, на Израелевиот Бог. Глава 7. По тие настани, во времето на царувањето на Артаксеркс, персискиот цар, Езра, син на Серај, синот Азариев, син Хелкиев, син Салумов, син Садоков, син Ахитов, син Амариев, син Азариев, син Мерајотов, син Зераев, син Озиев, син Вукиев, син Ависуев, син Финесов, син Елеазаров, син на врховниот свештеник Арон. Тој Езра се врати во Вавилон. Беше книжевник вешт во Мојсеевиот закон што го даде Господ Израелевиот Бог. Бидејќи раката на Господа неговиот Бог беше над него, царот му даде се што бараше. Одреден број израелци свештеници, левити, певци, вратари и слуги,
тргнаа за Ерусалим во 7-та година на царот Артаксеркс. А Ездра дојде во Ерусалим во 5-тиот месец, тоа беше во 7-та царева година. Тргна од Вавилон во 1-виот ден на 1-виот месец, а стигна во Ерусалим во 1-виот ден на 5-тиот месец. Над него беше добрата рака на неговиот Бог. Затоа Езра настојуваше со сето свое срце да проникне во Господовиот закон, да го извршува и да го поучува Израел во законите и уредбите. Еве препис од исправата што царот Артаксеркс му ја даде на свештеникот Езра, книжевник вешт во наредбите и законите, кои Господ му ги даде на Израел. Артаксеркс, цар на царевите, на свештеникот Езра, писар на законот на небесниот Бог, потполн мир. Еве ги моите повелби. Секој во моето царство, од израелскиот народ, од неговите свештеници или од неговите левити, кој сака да тргне за Ерусалим, може да дојде со тебе. Освен тоа, те праќа царот и неговите 7 советници да ги прегледаш Јудеја и Ерусалим според законот на твојот Бог, што ти е во раката, и да ги однесеш среброто и златото, што царот и неговите 7 советници доброволно му принесуваат на Израелевиот Бог, кој живее во Ерусалим. И сето сребро и злато, што ќе го собереш по сета Вавилонска покрајина, со доброволните приноси, кои народот и свештениците ќе ги принесат за домот на својот Бог во Ерусалим. И погрижи се со тие сребреници да купиш јунци, овни и јагниња, а исто така и дарови и налевниците што одат со тоа. Принеси го тоа врз жртвеникот на домот на вашиот Бог во Ерусалим. Со среброто и златото што ќе остане направете ти и твоите браќа, како што ќе ви се свиди најмногу, исполнувајќи ја волјата на вашиот Бог. Посадките што ги прими за служба во домот на твојот Бог, остави ги пред твојот Бог во Ерусалим. И што ќе треба уште за домот на твојот Бог и што би требало да се набави, ќе примиш од царската ризница. Јас, царот Артаксеркс, уште им заповедам на благајниците отаде реката: се што ќе побара од вас свештеникот Езра, писар на законот на небесниот Бог, дајте му веднаш најточно, до 100 таланти сребро, 100 кори пченица, 100 вати вино, 100 вати масло, а сол по желба. Се што ќе нареди небесниот Бог, нека се изврши веднаш со сета горделивост за домот на небесниот Бог, та неговиот гнев да не дојде врз царевото царство и врз неговите деца. И уште ви јавуваме дека не смее да се наложува данок, ниту порез, ниту царина, ниту на еден од свештениците, левитите, певците, нетинците и на другите службеници на Божиот дом. А ти, Езра, според мудроста на твојот Бог, која ја имаш во рацете, постави службеници и судии, кои ќе му судат на целиот народ од онаа страна на реката, тоест на сите кои го познаваат законот на твојот Бог. Кој не знае, поучете го вие. Кој не ќе го извршува законот на твојот Бог, што е и царев закон, нека биде осуден остро, на смрт, на заточение, на глоба во сребреници или на темница. Благословен нека е Господ Бог на нашите татковци, кој го вдахнови царевото срце за да го прослави Господовиот дом во Ерусалим, и кој ја сврти кон мене милоста на царот, на неговите советници и на сите најсилни царски службеници, а јас се осмелив зашто раката на Господ мојот Бог беше над мене. И ги собрав израелевите главатари да тргнат со мене. Глава 8. Еве ги главатарите на татковските домови со родословието, кои тргнаа со мене од Вавилон за време на владењето на царот Артаксеркс. Од Финесовите синови Гирсом, од Итамаровите синови Даниел, од Давидовите синови Хатус, Сеханиевите синови, од Фарасовите синови Захари и со него запишаните 150 мажи, од Фатмоавовите синови Алјоенај, син Зераин, и со него 300 мажи, од Затуовите синови Сехани, син Јасилов, и со него 300 мажи, од Адиновите синови Евед, син Јонатанов, и со него 50 мажи, од Еламовите синови Исаи, син Аталиин,
и со него 70 мажи. Од Сефатиините синови Зевади, син Михаилов, и со него 80 мажи. Од Јавовите синови Овади, син Јехиелов, и со него 218 мажи. Од Баниевите синови Селомит, син Јосифиин, и со него 160 мажи. Од Виваевите синови Захари, син Виваев, и со него 28 мажи. Од Азгадовите синови Јоанан, син Акатанов, и со него 110 мажи. Од последните Адоникамови синови по име Елифелет, Јеило и Семај, и со нив 60 мажи. И од Вигваевите синови Гутај, син Завудов, и со него 70 мажи. Ги собрав кај реката што тече кон Ахава. Се влогоривме таму за 3 дни. Го прегледав народот и свештениците, но не најдов ниеден левит таму. Тогаш ги испратив главатарите Елиезер, Ариел, Семај, Елнатан, Јарив, Елнатан, Натан, Захари, Месулам и учителите Јојарив и Елнатан. И му ги испратив на Идон, главатар на местото Касифија. Ги стави во нивната уста зборовите што ќе им ги речат на Идон и на неговите браќа, кои се наоѓаа во местото Касифија, за да ни најдат слуги за домот на нашиот Бог. Милостивата рака на нашиот Бог беше над нас, и тие ни доведоа разумен човек од синовите на Мали, син Левиев, син Израелов, Серефи со неговите синови и браќа, нив 18. Уште Асави и со него неговиот брат Исаи, син Мерариев и нивните синови, нив 20. А од прислужниците, кои што Давид и главатарите ги поставија за левити, за да им служат 220 прислужници, сите беа запишани по име. Јас прогласив пост таму, покрај реката Ахава, за да се смириме пред својот Бог и за да измолиме од него среќен пат за себе, за своите деца и за сиот свој добиток. Зашто би се срамувал да замолам војска и коњаници од царот, за да не заштитуваат патем од непријателот. Напротив, му изјавивме на царот: раката на нашиот Бог е испружена да ги благослови сите оние кои го бараат. Неговата сила и неговиот гнев се над оние кои го оставаат. И така постевме и го молевме својот Бог за тоа, и тој не послуша. Избрав 12 свештенички главатари, Сереви и Јасави, и со нив 10 нивни браќа. Им измерив сребро, злато и посадки, дарови што царот, неговите советници, кнезовите и сите израелци ги подарија за домот на нашиот Бог. Измерив и стави во нивните раце 650 таланти сребро, 100 сребрени посадки од по 2 таланта, 100 таланти злато, 20 златни чаши од 1000 дарици и 2 врчви од добро позлатена бронза, скапоцени како злато. И им реков: вие сте му посветени на Господа, ова се посветени посадки, ова сребро и злато му се подарени доброволно на Господа, на Бога на вашите татковци. Пазете го и чувајте го се ова, додека не го измерите пред свештеничките главатари и пред левитите и пред главатарите на Израелевите домови во Иерусалим, во ризниците на Господовиот дом. И така, свештениците и левитите ги примија измереното сребро, злато и посадките, за да ги однесат во Иерусалим, во домот на нашиот Бог. Во 12-тиот ден на првиот месец тргнавме од реката Ахава, за да отидеме во Иерусалим. А раката на нашиот Бог беше над нас, патем тој не заштитуваше од нападите на непријателите и ограбувачите. Стигнавме во Иерусалим и таму се одморувавме 3 дена. На 4-тиот ден беа измерени среброто, златото и посадките во домот на нашиот Бог. И му беше предадено во рацете на Меримот, син Уриин, со кого беше Елеазар, син Финесов, а пред нив беа левитите Јозават, син Исусов, и Ноади, син Винуев. Се беше на број и по тежина. Тогаш беше забележана целокупната тежина во тоа време. Оние кои се вратија од заточение, повратниците, му принесоа жртва паленица на Израелевиот Бог. 12 јунци за целиот Израел, 96 овни, 77 јагниња, 12 јарци за грев,
се тоа како паленица на Господа. Потоа им ги предадов царските повелби на царските намесници и управители отаде реката, и тие ги помогнаа народот и Божиот дом. Глава 9. Откако се тоа беше уредено, ми дојдоа главатарите велејки. Израелскиот народ, свештениците и левитите не се одвоија од народите на земјата. Закоравени во нивните мерзости, не се одделија од хананците, хетејците, ферезејците, јевусејците, амонците, моавците, египетците и аморејците. Туку ги земаа за себе и за своите синови нивните ќерки за жени. Светиот род се измеша со народите на земјата. Главатарите и советниците први ја направија таа неверност. На таа вест ги искинав својата облека и наметката, ги корнев својата коса и брада и седев нерасположен. Сите кои стравуваа од Божјата беседа се собраа околу мене заради неверноста на оние повратници, а јас непрекинато седев нерасположен, се до вечерната жртва. А при вечерната жртва се тргнав од својот јад и со искинатата облека и наметка паднав на колена, ги раширив рацете кон Јахве својот Бог и реков: Мој Боже, срам ми е и се плашам да го подигна моето лице кон Тебе, мој Боже, зашто нашите злодела се намножија преку глава и нашите гревови се натрупаа до небото. Од времињата на нашите татковци па до денес, ние сме во голема вина и заради своите беззаконија бевме предадени во рацете на земните цареви. Ние, нашите цареви и нашите свештеници, под меч на заточение, во пленство и за срам, како што е тоа и денес. Но сега, за кратко време, Господ нашиот Бог ни направи милост и ни го остави остатокот и ни даде за солниште во своето свето место. Така нашиот Бог ни ги просвети очите и ни даде малку живот во нашето робување. Зашто ние сме робови, но во нашето робство нашиот Бог никогаш не остави, туку ни даде, па најдовме милост кај персиските цареви, ни даде сила да го подигнеме домот на нашиот Бог и да ги обновиме неговите урнатини, и ни набави за солниште во Јудеја и Јерусалим. Но сега, што можеме да речеме наш Боже, кога по се тоа не водевме грижа за Твоите заповеди, кои ги заповеда преку Твоите слуги пророците, со овие зборови? Земјата во која влегувате да ја населите е нечиста земја, од нечистотата на народите на земјата, од нивните гнасости, со кои се наполнија од едниот крај до другиот. Затоа не ги давајте вашите ќерки за нивните синови и не земајте ги нивните ќерки за вашите синови. Не посакувајте ги никогаш нивниот мир и нивната среќа, за да станете силни, за да ги јадете најдобрите плодови на земјата и за да им ја оставите за секогаш во наследство на вашите синови. И по се што ни се случи, заради нашите лоши дела и заради нашата голема вина, добро е, о наш Боже, што си ги сметал нашите злодела помали отколку што е нивната злоба и што ни го остави остатоков. Зар можеме и натаму да ги прекршуваме Твоите наредби и да се врзуваме со овие гнасни народи? Зар не би се расрдил Ти и зар не би не сотрел, така што не би останале повеќе ни остатокот ни некој спасен? Господи, Израелев Боже, по Твојата праведност ние останавме остаток, како што сме денес, евене пред Тебе со нашиот грев. Навистина не би смеле да стоиме пред Тебе заради него. Глава 10. Додека Езра се молеше и ги признаваше гревовите, плачејќи и лежејќи пред Божиот дом, се собраа околу него многу израелци, мажи, жени и деца, и народот плачеше горчливо. Тогаш Сехани, синот Јехилов, еден од Еламовите синови, земајќи збор, му рече на Езра: Ние го изневеривме нашиот Бог, женејќи се со туѓинки од народите на земјата, но уште има надеж за Израел. Да го обновиме сега заветот со нашиот Бог, да ветиме според советот на мојот Господар и на оние кои чувствуваат стравопочитување кон повелбата на нашиот Бог, дека ќе ги отпуштиме своите жени туѓинки
и децата што ги родиле, и така да направиме по законот. Стани, зашто тоа е твоја должност, а ние ќе бидеме со тебе. Биди храбар и дејствувај. Тогаш Езра стана и ги заколна свештеничките главатари и левитите и сите израелци, дека ќе направат како што им беше рекол. И се заколнаа. Езра се оддалечи од Божиот дом и влезе во живеалиштето на Јоанан, синот Елијасивов. Таму ја помина ноќта и не јаде леб ниту пи вода, зашто тажеше заради престапот на повратниците. Потоа им беше јавено на сите повратници во Јудеја и во Ерусалим, да се соберат во Ерусалим, а кој не би дошол во Ерусалим до 3 дни, главатарите и старешините ќе го повикаат него, ќе му биде запленет имотот и ќе го исклучат од собирот на повратниците. Така се собраа сите луѓе од Јуда и Венјамин за 3 дни во Ерусалим. Тоа беше во 9-тиот месец, во 20-тиот ден на месецот. Сиот народ се смести на ширината пред Божиот дом, треперејќи заради се тоа и заради буен дожд. Тогаш, откако стана, свештеникот Езра им рече: вие направивте престап кога се оженивте со туѓинки. Така го зголемивте Израелевиот грев. Но сега заблагодарете му на Господа, на Бога на своите татковци. И извршете ја неговата волја, па разделете се од народите на земјата и од жените иноплеменички. Сето собрание одговори со силен глас: да, должност ни е да направиме според твојот совет. Но има многу народ и дождот доаѓа. Не може да се стои надвор. Освен тоа, таа работа не е за ден-два, зашто не има многу кои изгрешивме во тоа. Нашите главатари можат да не застапуваат на заедничкиот собир. Сите кои се оженети по нашите градови со туѓинки можат да дојдат во одредено време во придружба на старешините и судиите на секој град, се додека не го одвратиме гневот на нашиот Бог заради ова. Само Јонатан, син Асаилов, и Јази, син Текуев, се спротивија, а Месулом и левитот Саветај ги подкрепуваа. Повратниците направија така, се разделија. Свештеникот Езра ги избра за помошници главатарите на татковските домови и сите беа одредени по име. Почнаа да заседаваат од првиот ден на 10-тиот месец за да испитаат се. И во првиот ден на првиот месец завршија со сите кои се беа ожениле со туѓинки. Еве кои беа женети со туѓинки меѓу припадниците на свештенството. Меѓу синовите на Исуса, син Јоседеков, Маси, Елиезер, Јарив и Гедали. Тие дадоа својата рака дека ќе ги отпуштат своите жени и дека за својот грев ќе принесат овен за престап. Од Емировите синови, Анани и Зевади. Од Харимовите синови, Маси, Илија, Семај, Јехиел и Ози. Од Пасхоровите синови, Елјоенај, Маси, Исмаил, Натанаил, Јозават и Еласа. Од левитите, Јозават, Симеј, Келај, наречен Келита, Петај, Јуда и Елиезер. Од певците, Елијасив. Од вратарите, Салум, Телем и Ури. А меѓу израелците, од Фаросовите синови, Рами, Јези, Малхи, Мијамин, Елеазар, Малхи и Венај. Од Еламовите синови, Матани, Захари, Јехиел, Авди, Јеромот и Илија. Од Затовите синови, Елјоенај, Елијасив, Матани, Јеримот, Завад и Азиза. Од Виваевите синови, Јоанан, Анани, Завај и Атлај. Од Вониевите синови, Месулам, Малух, Алај, Јасуф, Сеал и Рамот. Од Фатмоавовите синови, Адна, Хелал, Венај, Маси, Матати, Везелеил, Винуј и Манаси. Од Харимовите синови, Елиезер, Јеси, Малхи, Семај, Симеон, Венијамин, Малух, Семари. Од Асумовите синови, Матенај, Матата, Завад, Елифелет, Јерамај, Манаси и Симеј. Од Ваниевите синови, Мадај, Амрам и Јоел. Венаја, Ведеј, Хелу, Ванија,
Мерим од Елијасив, Матани, Матенај и Јасав. Од Винуевите синови Симеј, Селемеј, Натан и Адај. Од Закаевите синови Сасај, Сарај, Азареил, Селемеј, Семарија, Салум, Амари, Јосиф. Од Невовиевите синови Јесиел, Матанај, Завад, Зевина, Јадав, Јоел и Венај. Сите овие беа женети со туѓинки. Сите овие беа женети со туѓинки, а некој од овие жени им родија и деца.